Добро вечер. Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија. Минатата недела во истиот термин ИРЛ и МТВ објавија документарец Заговор против воздухот. Истиот откри дека опасни горива или мазут кои што во Европската Унија единствено е дозволено да се користи во бродската и тешката индустрија, многу далеку од местата каде што живеат луѓе. Во Македонија се увезувал и го гореле државни институции, меѓу нив и болници. Кочо Ангјушев имаше јавно изразено незадоволство и се жалеше дека тимот на ИРЛ не се обидрал доволен број пати да стапи во контакт со него. ИРЛ му понуди да гостува во првото интервју во разговор во редакција, но господинот Кочо Ангјушев постави услов. Тој побара да го објавиме неговиот демант и јавно да му се извиниме и дури потоа да дојде на ова интервју. Токму затоа, вечерва гостим во редакција е министерот за економија Крешник Бектеши. Господине Бектеши, представник сте на помладата генерација политичари кои што требаше да навестат некакви попрогресивни реформи после 2017 година. Во државната администрација сте, ако не се лажем, од 2011, тој е поприлично долг период, сте биле шеф на мисијата за странски инвестиции во Брисел, потоа сте и во Берн во Швајцарија, од прилика 5 години имате поминато пред да стапите на функцијата министер за економија надвор во Европската Унија. Да не речам, се живееле во едни од градовите кои важат за зелени престолнини на Европската Унија. Каков беше квалитетот на воздухот таму? Првче би сакал да ви се заблагодарам за честа да бидам ваш прв гостин во делот на интервјута во емисијата Редакција. Точно е тоа што го кажавте, дека одреден период сум живеел надвор. Ја представувал нашата држава во однос на привлекување на странски инвестиции и секако дека тие вредности треба да ги донесеме тука и да ги споделиме. Иако јас сум убеден дека повеќето од граѓаните веруваат во тие вредности и секојдневно се борат и прават одлични напори за да стигнеме во тоа ниво, како што наведовте и вие, како што е Брисел и Берн, во зачувување на животна средина, а секако дека и големи напори правиме во подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, но не само квалитетот и стандардот на животот на граѓаните. Бектеши, имате семејство, имате мали деца, за разлика од некои бизнисмени и функционери чии што деца живеат во Монте Карло, во Виена, во Милано. Вие и вашето семејство сте овде и го дишате истиот воздух што го дишеме и ние граѓаните. Како се почувствувавте кога гледавте документарната емисија Заговор против воздухот? Така е. Како татко, како човек, како граѓанин? Така е. Значи, моето семејство живее тука, во Скопје. Имам 2 деца. И спротивно од тоа што на некои политички децата им живеат надвор, моите родители живеат надвор. И тие направиле големи напори за јас мојата кариера да ја направам тука во земјата и да давам придонес за нашата земја. Во однос на изражувањето, секако дека не се чувствував добро, но тука сме да ги обединиме сите работи кои се изнесени во тоа истражување и секако дека ние веќе донесовме соодветни одлуки. Веднаш како влада и како Министерство за економија постапивме. Во првата седница, откако беше емитувана вашата емисија, донесовме соодветни заклучоци, каде што ги задолживме сите институции во рок од 7 и 14 дена да ги достават целосната документација и преписките што ги имале меѓу себе, имајќи во предвид дека на некој начин имаме сложен систем на начинот како се поставени нашите институции. Што значи сложен систем? Во однос на кој гарантира дека има доволно контроли за да ни се гарантира правото на здрав живот или? Во однос на сложниот систем треба да се има во предвид дека иако се наведени некои институции, тие институции немаат надлежност, но ни право да превземат одредени мерки, тоа треба да биде објаснато пред јавноста, а секако дека наша заложба е да ги промениме тие прописи, тоа регулатива, тоа законодавство се со цел да биде што поефективно и поефикасно за да постигнеме што побрзо нашата целата, секако дека тоа е заштита на животна средина, подобрување на квалитет на животот на граѓаните.
Граѓаните, кои што ние ги повикавме да ни помогнат во напорите, да ги промениме регулативите и целиот тој хаос од конфликтни ингеренции и надлежности, со цел да дојдеме барем приближно некаде да дојде тој поквалитетен воздух кој сите го заслужуваат и чие што уставно право е на секој граѓанин. Граѓаните, според нашите бројки, вчера до полнок имаат пратено 1080 барања до Министерството за економија, каде што бараат да се промени правилникот за течни горива и стандардот за течни горива. Дали ги разгледавте овие пораки? Многу од нив беа пратени токму од млади луѓе. Се согласувам. Точно е дека на 1000 пораки се пристигната во Министерството за економија од моментот кога се емитуваше емисијата и од моментот кога вие направивте повик за да пратат такви пораки, секој дека се разгледуваат во Министерството за економија, но во текот на емисијата ќе разговараме и за правилникот. Ние веќе сме при крај со новиот правилник за квалитет на течните горива, иако и претhodниот правилник во делот на мазутот бил речиси усогласен целосно со директивата 2016/82 на Европската Унија, а секако дека таму е предвидене и други параметри освен сулфурот, како што беше прикажано во првата епизода од емисијата. Рековте дека се е усогласена со Европската директива, но во Европската Унија мазут со 1% сулфур воопшто не е дозволено да се користи. Се користи мазут со 0,5% сулфур и тоа само на отворени бродови и во капацитети кои се предалеку од урбани средини. Незамисливо е во болници, во државни институции да се гори ваков мазут. Ако е се согласно Европската директива, ќе направиме еден мал апдейт да го намалиме нивото на сулфур од 1% на 0,5%. Токму тоа и граѓаните ви го пишуваа. Секако дека тоа го пишуваат граѓаните, но јас сум должен да им објаснам на граѓаните се што се предвидува во делот на намалување на нивото на сулфурот од 1 во 0,5%. Директивата на Европската Унија се однесува само за бродската индустрија и тоа во однос на територијалните води, а не преку океанските. Но факт е дека не може да го горат во урбани средини. Можете да замислите у Брисел да се случува? И во однос на урбаните средини, секој дека не е дозволиво, и кај нас не е дозволиво да се користи мазут согласно постоечкиот правилник. Не правилникот кој веќе е во филна фаза. Зошто? Викам согласно постоечкиот правилник, пошто во членот 3 на правилникот, во ставот 5 е дадена дефиницијата што значи мазут. Добро. Во членот 8, став 1, се наведуваат еден од квалитетните карактеристики на мазутот кој е сулфурот и кој е 1%, и така е и согласно ЕУ регулативата. Дополнително во на ЕУ е тоа 0,5%. 1% е, јас го имам со мене директивата, ќе ви ја дадам. Нам ова не го и ќе ја потврди проверите. службено Европскиот комесаријат за животна средина Значи, во официјален разговор со Даниела Стојчева, која што е нивен портпарол. Значи, 0,5% сулфур. Ќе направиме нешто да се намали Јас ќе ви ја количината? дадем директивата, јас не викам дека и нема да ја намалиме, но во однос на тоа како беше емитувано во првиот дел на вашата емисија, тоа значи е само за бродската индустрија. Таква директива е донесена негде кон почетокот на 2020 година и почнала да се применува. Во однос на другите индустрии уште стои директивата 2016/802, каде што е наведено дека тоа е 1%. Потребни се адаптации Но, дали се потребни за да се приближиме до измени европската регулатива? Во однос на овој стандард, моментално сме усогласени. И јас го носам и правилникот со мене, ги носам и директивите на Европската Унија, но ќе ми дозволите само да објаснам у детали и прецизно за да биде јасно. Правилникот и стандардот се сепак две различни работи? Значи не се две Но различни можевме работи, да видиме пошто дека во на член- царината се тестирало само еден параметар сулфур. Тоа е проблем на царината. Тоа е проблем на царината. Дали е проблем на Тоа е граѓаните и проблем на на институциите, царината. освен што е проблем на царината? И секако дека е проблем и за граѓаните. Може ли и да за тестираат институциите. повеќе или не? Согласно правилникот, можеле и требало да тестираат повеќе, пошто ако ги гледаме сите извештаи од акредитираните лаборатории, ќе приметиме дека таму не се тестира
само една карактеристика. Се тестираат најмалце 5 карактеристики. А едната од нив е во ставот 1 од членот 8 од правилникот за квалитет на течни горива. Значи оваа институција се повикува само на тој правилник? Веднаш, без да го имплементира и стандардот во Веднаш проценките? во член 8, и вие тоа можете да го давате во вашата емисија, во ставот 2 се наведува дека мазутот е во согласност со квалитетивните карактеристики, ако се исполнува македонскиот стандард МКС BX 430. Кога е донесен овој стандард? Овој стандард е донесен 2000 година. Значи, И- повеќе од 2 децении ниту една влада во Македонија Како се носи стандардот не се сега? потруди да го апдейтира Не. овој стандард. Само да Бидејќи објаснам. на крајот на денот, Како е носи дури да стандардот? земеме само параметарот сулфур, овој стандард не се одветствува баш со европскиот. Значи вака, во стандардот сулфурот е во две нивоа. Едниот е 1%, другиот е 2%. Но, во однос на мазутот, за индустријата се применува 1%. Добро. За да биде јасно. Зошто се применува 1%? Пошто е усогласено со директивата која што веќе ја објаснив. Само Што е кратко, рековте предвидено- дека, што е само да ве предвидено? навратам на една многу важна поента од пред малку. Спомнавте дека иако во Европската унија се гори на бродови во тешка индустрија, дека и кај нас не би смеело во урбани средини да се гори. Утврдивме веќе дека гореле и болници, гореле и други институции во градски средини, но и големи капацитети како тешката индустрија, како Евроникел да речеме, тие сепак се во урбана средина. Граѓаните од Кавадарци со децении алармираат за овој проблем. Што ќе правиме? Ќе смеат да горат? Значи вака, согласно постоечките правилници, постоечкиот правилник, смеат да горат. Зошто викам тоа? Пошто не се мери само сулфурот. Согласно моите информации, кои што сум ги добивал, во однос на анализите кои се направени, и во делот на сулфурот, сите анализи покажуваат дека било под 1%. Така. И е во рамки. наведено на не правилникот. 1%, најмногу 1% во правилникот. Од повеќето од случаите секој дека бил помал. Проблемот не е во сулфурот. Во овој случај. Проблемот е во другите параметри. Кои што не се Во мерелен. делот на високосност, пепел, во делот на кокс, Вода и седименти. во делот на вода. И тие се предвидени како квалитативни карактеристики кои треба да се исполнуваат за мазутот да може да влезе во нашата држава. Да, Но фала не ви само. на И објаснувањето. да може да се користи и во случај ако се интервенира во државата во делот на квалитетот на тој мазут што е увезен. Зошто го викам ова? Ако некој увезува мазут од друга држава, во Северна Македонија, за да не се дозволи да се интервенира во квалитетот на мазутот тука, Што треба да направи, на пример, царината, каде која што прва тестира? Царината првично и согласно законот за царини има, ви таму мислам дека е членот 78. Може да тестира на повеќе параметри од сулфур. 78, член 78, ако не се грешам, но сигурно би требало да биде 78, има можност во делот на истрагите да мери квалитет на течните горива што влегуваат. Во акредитирана лабораторија, кај нас. Во делот на мазутот има две што може да мерат. Една е лабораторијата на ОКТА, другата е лабораторијата на Макпетрол. Во делот на бензинот и дизелот имаме и дополнителна лабораторија која е во државна собственост. И јас веќе ја информирав. Мобилната јавноста. лабораторија? Мобилната Да, може да мери лабораторија- мазут или други нафтени деривати. Мобилната лабораторија во моментот е во процес на акредитација за мазут. Завршена е. Но до сега не можеше да мери мазут, така? Завршена е акредитацијата. Завчера кога беше за испратена оваа бензин лабораторија на и терен, дизел. успеа да го измери мазутот или сепак мора да Тоа се... не знам, тоа треба да се обратите во Бирото за метрологија и Државен пазарен инспекторат. 2 пошто години не имате знам лабораторијата, може како или не тоа може да мери помина. мазут? Мазут моментално не може да мери. Тоа Добра. е вистината. Но лабораторијата на Макпетрол и на ОКТА може да мерат и ние ги имаме сите анализи на начинот во однос како тоа се направило и контролите од страна на пазарен инспекторат и контролите што се направени од царинската управа. Но да биде уште еднаш јасно за граѓаните.
не се мери само сулфур, согласно правилник. Се мерат и други карактеристики, како што е пепел, високност, вода, кокс и уште две-три други карактеристики. Добро, за кларификација, сепак граничните вредности на тие параметри не се баш идентични со Европската унија, но друго ми е прашањето. Ако вие самиот рековте дека институциите треба да мерат на повеќе параметри. Споредба, Пазарната инспекција, пазарната инспекција, односно под владение на Министерството за економија, се чини дека овие две институции, односно пазарниот инспекторат, сте биле единствените кои мереле на повеќе параметри од сулфур. Царината го гледала само сулфурот. И тоа беа главните забелешки од пазарниот инспекторат. Зошто? ако биле тие забелешки од пазарен инспекторат, јас мислам дека пазарниот инспекторат е во право. А зошто викам во право? Вие тоа индиректно го кажувате и во вашата емисија. Нас не интересираше зошто царината мери само сулфур. Пошто пазарниот инспекторат во моментот кога утврдил дека другите параметри не се во рамки на тоа што е предвидено во македонскиот стандард кој го наведов, им изречиле забрана за работа на одредена фирма. И вие тоа го објавивте јавно преку една од тие фирми дури е и Фени. Сега не знам ја кои се фирмите. Конкретно 2017-2018, тоа беше јавно кажано на пресконференција од вашите институции. Истото можело да го направи и Царинската управа. Зошто не го направиле? Не знам сега, не сакам да не влегувам од На пресконференција владата само да дообјаснам за да биде чисто за граѓаните. Повелете. Во моментот кога тие ќе ги добијат тие податоци, Царинската управа има право да го повика државниот пазарен инспекторат да утврди дали е согласно правилниците за кое надлежно е пазарниот инспекторат за имплементација и на правење надзор. Ако не се параметрите во согласност на македонскиот стандард и правилникот за квалитет на течни горива, може да ја повика инспекторатот за животна средина, ако во случај е индустријски отпадно масло. Индустријските отпадни масла не се наведуваат во правилникот за квалитет на течните горива, на нафта и нафтените деривати, што треба да ги провери државниот пазарен инспекторат. Значи, вака е процедурата, значи, за да се вршат и контроли и во делот на надлежностите кои ова е прекомплицирано можеби за граѓаните да го разберат. Ајде да го поедноставиме вака. Факт е, утврдивме, верувам заедно, дека царината мерела сулфур иако можела повеќе да се ангажира. Факт е дека единствените контроли и тогаш кога се направени се единствено направени од пазарниот инспекторат, Министерството за животна средина исто така нема некој трак рекорд на посериозен успех, ниту следење на тоа што се гори во индустриите. Царината да го повика пазарниот инспекторат кога го повикувала, во 2019 според Државниот завод за статистика во Македонија се увезле 80 милиони тони мазут годишно. Царината, пазарната инспекција, таа година имала 420.000 денари и со нив можеле да испитаат само 11 нафтени деривати, бидејќи од прилика повеќе од 350 евра и без даноците една лабораториска анализа во акредитираните лаборатории на Макпетрол или на Окта. Значи, практично пазарната инспекција имала само 1000 денари дневно за да контролира околу повеќе од 50 шлепери со мазут дневно. Како може да се врши контрола со толку малку средства? Факт е дека средствата се зголемени и дека пред 2017-та пазарната инспекција имала уште помалку средства. Прашањето околу контролата и капацитетот на институциите. Со директорот на Државниот пазарен инспекторат во неколку наврати сме отвориле ова тема во делот на зголемување на капацитетите и финансиски и во делот на човеческите ресурси на Државниот пазарен инспекторат. Добро. Посебно во време на пандемијата, каде што речиси над 35 закони требаше да ги провери дали се спроведува Државниот пазарен инспекторат. И за рестриктивните мерки, и постапката како треба да се однесуваат во делот на трговијата, во делот на угостителството, во делот на туризмот. Задоволен бевте од работата на пазарниот инспекторат? Повеќе од задоволен во текот на пандемијата. Речиси секој дневно сме биле во контакт и со директорот и со другите вработени во пазарниот инспекторат, се со цел да го заштитиме здравјето на граѓаните. Возможно ли беше? Пошто во годините во кои се работело истражувањето, само да завршам. Возможно? Во време на пандемија со овие пари да направите било каква сериозна контрола?
Дали беше едноставно возможно вашите институции да можат да оперираат и да вршат контрола? Значи, За разлика од Министерството за целината и други економија институции кои што имаат. Министерството за економија не врши контроли. Пазарната инспекција која под ваше управление ние, врши контрола. како што објаснив и претhodно, значи креираме политики, секој не ги креираме сами. Сите реформи во делот на Законот за енергетика, од каде што произлегуваат овие правилници и уредби, се направени во консултации со Државниот пазарен инспекторат и со другите институции, а секако дека и со меѓународни институции, како што е поддршката на USAID. Нашиот Закон за енергетика е најусогласениот закон во однос на имплементација на третиот сет на мерки што произлегуваат и директиви и што сме ги имале ние како обврска од страна на енергетската заедница и Европската комисија. Јасно ми е дека е се усогласено, но пари за контрола. Што сме направиле дали е ние? можно со 11 тестови годишно? Пазарната инспекција да ги исконтролира сите нафтени деривати, не само мазето. Не е доволно. Што ќе направиме во врска со тоа? Не, ќе ги зголемиме капацитетите и финансиски и човечки, но не прави контроли само пазарниот инспекторат. Но единствена институција која се ангажирала да прави некаква контрола. Царинската управа можела да ги направи тие контроли и да го повика пазарниот инспекторат само да ги верификува. Тоа не се случува. Да ги верификува анализите што произлегуваат од акредитираните лаборатории, дали се согласно правилникот или не. Каде гледате одговорноста? Најголема? Тоа ќе каже истрагата, која веќе почнале и во внатре интерно во институциите. Значи се води од страна на вице-премиерот Николовски. Ние даваме голем придонес како Министерство за економија и сите наши сознанија, сите документи во однос на заклучоците кои ги усвоивме како влада, сега ќе ги проследиме. Дали има некакви резултати од истрагата, извинете? Сега за сега? Сега секој дека има. Дали ги собираме секој ден се тестираат сите пратки на мазото овие денови? Ги собираме сите информации. Дополнително на тоа, заклучоците кои сме ги дали за институциите се јавни, може да се проверат и има рокови. Ако не постапат согласно роковите, ќе се презема соодветни мерки, но и сите информации што ќе ни бидат доставени во влада, ние секој дека ќе ги проследиме во надлежните институции кои треба и мора да направат истрага во однос на овој случај. Ќе бидат ли доволни тие податоци за квалитетна истрага ако се земе во предвид дека царината сепак со години тестирала само сулфур и тоа се единствените анализи практично за повеќето случаи кои што постојат? Значи, акредитираните лаборатории, кога се зборува за мазут, ако е пријавен во влез како мазут, акредитираните лаборатории ги прават анализите согласно параметрите кои се предвидени во правилникот. Но веќе утврдивме дека и затоа сепак не тестирала по И сите затоа не можела не ги зел во предвид другите параметри што постапила спротивно од правилникот. Ако тоа се покажува, секој дека ќе се преземат одредени мерки. Добро, покажавте одредена иницијатива кога граѓаните имаа проблем со каменоломите. Ме интересира дали ќе ја покажете сега истата таа иницијатива, за да може да го заклучиме и прашањето за воздухот и за квалитетот и сите сомнежи околу квалитетот на нафтата и нафтените деривати. Од ова што го раскажавте, а од тоа што и нашето истражување го покажа, граѓаните се жртва на несоодветна регулатива и уште понесоодветен надзор од повеќе институции кои се во конфликт. Дали ќе се заложите за ревизија и промена на законите како што и оние 1080 мејлови на граѓани го побараа од вас? Ние тоа Вие лично како Крешник Бектеши? Јас како Крешник Бектеши веќе тоа го правиме, не сам. Со секторот за енергетика и со другите институции кои се дел на работната група. Во делот на правилникот за квалитет на течните горива е пратено во секретаријат за законодавство да го проверат во делот на номотехничкиот дел и секој дека ќе биде објавено во наредната седница на владата кога ќе добиеме мислењето, па најверојатно пред месеци нешто дена е пратен во секретаријат за законодавство. Објавен правилник е. Иако не се согласувам дека има потреба на измена во делот на тоа што сме усогласени со Европската комисија и со нивните директиви. Ја ги наведов директивите кои се, како постапиле институциите,
како ги толкувале одредени правилници, уредби или Добро, пак пред малку закони. рековте дека се е според тоа- европската регулатива, а сега кажувате дека пред еден месец сепак сте побарале да ги ревидираат овие во работи. делот на уредбата или пак Важно ни е да знаеме дали вие сега се заложувате Не. за една комплетна Вака. и детална ревизија. Не. Согласно се европските вредности кои велиме објаснам дека ги докаде. промовираме. Што кажав јас? Во делот на мазутот, постоечкиот правилник е усогласен со директивите на Европската комисија. Освен во делот на сулфурот. на мазутот. И во делот на сулфурот е усогласен. Во И моментот тоа- во ЕУ не е дозволена употреба на сулфур под 0,5%. Не, во ЕУ е дозволено до 1%. И тоа го кажува директивата 2016 и тоа ќе го проверите откако ќе завршиме Не, со тоа ние го проверивме. интервјуто. 0,5% сулфур. Една од причините поради кој мазут, да речеме чешкиот, се увезувал толку детално, толку Океј, еве ја директивата. Ајде. Ќе ми извините. Ама вие се И ве- повикувате ќе на ве ја директива од споделам. 2016 година. Е, па тоа е, нема друга нова директива во делот на сулфурот. Ако сулфур вие во Европската имате- унија во моментот, ако имате вие освен друга- ако сакате да негираме Не, Европската ако вие комисарија имате- за животна средина. Ако вие имате Ако тие не излажале, Чекай. тогаш веројатно е така. Ако вие имате друга директива, да ја објавите. Ова е последната директива. Да, влезете денеска баш на сајтот на ИРЛ, ќе ги видите сите. Ова е последната директива во делот каде што е наведено maximum sulfur content of heavy fuel oils. Од 2016. Дали е тоа мазут? Што е со директивата од 2020 Што вика? година? Што вика? На 1 Во јануари првиот став. 2020 може да го година фокусира- Европската унија го може да забрани фокусира. сулфурот со Вака се. количество од 0,5%. Member А states никогаш и не бил дозволен да се гори во shall градови. ensure that heavy fuel oils are not used within their territory if their sulfur content exceeds 1% by mass. Ова е последната директива. Мислам дека не сте И во дека драфт верзијата. Ако вие ја и во- негирате, ако ги негирате Не, официјалните коментари на портпаролот на Европската комисија за животна средина, не тогаш викам- во ред, не јас ќе викам- се согласам со вас. Не викам во делот на бродската индустрија. Па во кој дел? Тоа ви кажав. Па не бродска индустрија во Северна Македонија. Сега Нема да бродска станеме малце индустрија. Сериозни. А Па во- има бродска индустрија во Северна Македонија? Нема бродска индустрија, но Окей. има тешка индустрија. Океј. Во која што исто така Ова е од предвидено во- 2020 година јануари Од- не е дозволено да се гори во однос мазут на тешката со индустрија, количество на сулфур ви ја повисоко од ви објаснив, 0,5%, освен ако ви Европскиот објаснив, комисарија за животна средина ви објаснив, не дал погрешни информации ви на ИРЛ. објаснив и во драфт верзијата на новата уредба, експертите од областа наведеле дека треба да биде 1%. Но дали значи ова дека ќе биде 1%? Не. Што значи? Ова значи дека ние дополнително и добро што не е усвоена уште, имаме време, Да промениме нешто? да промениме некои работи. Што се мислите потребни- вие лично за граничната вредност на сулфурот? Значи јас не сум експерт во однос на сулфурот, што верувам Ама дека сите знаеме дека и тој вие предизвикува сте. CO2 Тоа емисии, секако да. дека знаеме. Мислам дека не треба да сме експерти за да но знаеме како е јас штетно. една работа ви гарантирам, а со тоа сакам да им гарантирам и на граѓаните, Добро. дека наредната уредба ќе биде потполно усогласена со директивите на Европската унија, не само во делот на сулфурот, Туку. и во делот на другите квалитативни карактеристики, како што е пепел, како што е кокс и како што се другите параметри. Драго ни е. Да, значи ова им го ветувате на сите граѓани на Па тоа сме го направиле до Република сега. Северна Македонија. Најголемите реформи во делот на енергетика се направени во последните 3 години. Да предеме на И едно во друго потикнување прашање. на обновливи Врзано извори, со и во потикнување на енергетска ефикасност. И секако дека има дополнителна потреба во делот на подзаконските акти. Добро, но тука да сме се сега и двајцата ние сме овде за граѓаните, не да ги редиме успесите и ние ви признавме одредени успеси. Делот со каменоломите кои ги мачеше многу луѓе. Но остануваат уште проблеми. Не е само воздухот. Во Македонија се чини дека постојано има проблеми со квалитетот на вода, квалитетот на почва и ова во голема мера зависи од одредени индустрии кои што вашето министерство има ингеренција да ги лиценцира и да ги уредува. Но и вие рековте дека не сте баш задоволени како тоа сето изгледа. Што е со минералните суровини? Што е со рудниците кои користат опасни токсини и хемикали во процесот на производство? Што е со малите хидроцентрали на кои што има толку големи поплаки од граѓаните и сомнежи за трговија со влијание и корупција? Ако веќе еднаш покажавте дека ви е грижа за проблеми со одредени рудници, проблеми со одредени каменоломи, имаше реакција
Како размислува Крешни Бектеши, политичар кој треба да биде политичар од иднината, и како ќе ги адресирате сите проблеми кои се однесуваат на квалитетот на водата, почвата? Одлично прашање, воздухот? само ќе ми дозволите да образложам за секоја поединечно. Во делот на малите хидроцентрали тоа веќе не е надлежност на Министерството за економија. Направени се измени во Законот за води, каде што тоа надлежност е дадена на Министерството за животна средина. Во делот на минералните суровини, да. И во делот на Законот за јавно-приватно партнерство, пошто сите концесии се даваат согласно два закона. Законот за јавно-приватно партнерство и Законот за минерални суровини, каде што се одредени сите процедури кои треба да се следат. Има неколку фази во делот на издавање дозвола за концесија. Почнува од иницијативата, Добро. од истражувањата, од договор за експлоатација и накрај доаѓа дозволата за работа. Во сите овие процедури вклучени се 7 институции. Од каде што се добива мислење. Добро. Никогаш не се случило да се дава концесија од владата на Северна Македонија во последните години, ако во случај имало негативно мислење од страна на Министерството за животна средина, Управата за води и за заштита на животната средина. Но може ли да вршите вонреден инспекцијски надзор доколку има поплаки? Ние како Министерство за економија, големо диспрезирање. како што кажавте вие на Бидејќи граѓаните кај вас ги адресираат на крајот на денот проблемите. како што кажавте и вие на почеток, ние во неколку наврати сме побарале да направиме законски измени. 2 години не ги дозволуваат овие законски измени. Каде е проблемот во владата? Во делот на вонредните инспекции, ние сакаме да ја вклучиме и на невладините организации и експерти од универзитетите, факултетите во одредени области, во зависност каква минерална суровина е, но 2 години не се Каде гледате во членицата? Имаат слух членовите на кабинетот на владата за вашиот проблем? Во владата законот помина неколку пати, но во собрание не можеме да го усвоиме, пошто има забелешки од одредени пратеници, а со тоа не можеме да направиме мнозинство. Станува збор за индустрија во која што се вплеткани големи крупни бизнес интереси. Во делот на цијанидот. Мислите дека можеби таму е проблемот? Во делот на цијанидот, кој го отваравте, јас можам да ги споделам информациите што доаѓаат до кај мене. Значи, барањата на одредени пратеници се да се направи селективност. Во која насока селективност? Што значи тоа? Постоечките металични рудници кои користат металична минерална суровина, кои се 3-4 во нашата држава, да може да користат цијанид, а наредните, во случај ако се дава таква концесија, да не може. Значи тоа не, согласно правниците, нас може да ни падне во уставен суд. Мислите дека постојат притисоци, можеби? Дали ќе има нови такви, дали ќе има нови, дали ќе има нови такви рудници? Јас верувам дека со овој состав на владата не, пошто тоа сме го покажале. Го раскинавме договорот со Казандол, најдовме решение, го раскинавме и со Иловица. Но тоа прашање повторно се враќа на репертоарот како што и не само, сме раскинали пречиси над 50 договори за неметаличните минерални суровини, каде што влегуваат мермерот, варовникот, песок и чакови секој. Тие представуваат голем проблем за реките, за населението кое што живее во околината. Секако дека ќе ги адресираме. Јас сум, господин Нуредини прави одлична работа. Веќе при крај, мислам дека и регулативата во однос на ваквите случаеви, каде што се одредуваат одредени зони, заштитни подрачја, и веќе ги направил, и тие хидроцентрали кои се во рамките на заштитените подрачја сега дека нема да проработат. Добро. Тоа се информациите за крај уште едно прашање, што кога ќе успеете да промените, ако ја извојувате битката која што ја најавивте, бидејќи сепак им ветивте на граѓаните во ова интервју дека вие лично ќе се заложите за ревизија на законодавството, за утврдување на сите проблеми со правилниците, ќе ги известите овие храбри и упорни 1080 граѓани лично, бидејќи би сакале да чујат.
секогаш дека ќе ги известиме лично и ние за овој случај ќе држиме секогаш дека и пресконференција и со новинарите преку кои ќе ја известиме целата јавноста и во делот на собирање на информациите. Кога може да го очекуваме тоа? Согласно заклучоците, па во однос на роковите кои се наведени во заклучоците, верувам дека за 14 дена би требало да биде завршена и сите тие информации, сите тие дописи да бидат доставени. Јас го дадов зборот и не го давам само јас, во име на целата институција. Така е, но преди интервјуто ми зборувам. спомнавте дека и на институциите им треба подршка од граѓаните. Секој дека им треба. За да издействуваат Јас би сакал да ги охрабрам. Граѓаните се охрабрија, ви пишаат. Ја би сакал да ги охрабрам. Ја би сакал да ги охрабрам граѓаните и таков пример ние сме имале и во минатото и сега се случува и тоа е многу добро што се случува, пошто гласот на граѓаните Сакаме активни граѓани. ќе биде проследено до крај. Имавме петиции во Лабуништа, имавме во Конјаре. Направивме све што е можно, согласно постоечката регулатива, да ги решиме и ги решивме тие случаеви во делот на минералните суровини. Сега ќе направиме све За воздухот? во делот на воздухот, посебно во делот на квалитетот на течните горива и инспекциите Во тешката и надзорот и во тешката индустрија. Оранжериите. Секаде. Каде што се увезува мазот, но не само, не е само Петрол единствен дериват. Петрол кокс. Па зошто да не и бензин и нафта, и тие се Дефинитивно. и за тие деривати се предвидени стандарди. И секоја институција треба да работи согласно тие стандарди и да ги почитува и правилниците, и уредбите, и законите. Ако некој не ги почитувал, секој дека ќе држи одговорност. Јас Добро. можам само да кажам и да споделам дека и постоечкиот правилник е усогласен со директивата што ја наведов. Ако е Но потребно, сепак сте го дале на ревизија во Ако е секретаријатот за потребно. европско законодавство. не во Ако е потребно, ќе секретаријатот го за менуваме. европско законодавство, Ќе го менуваме во или ако е потребно. секретаријатот за законодавство во склоп на владата за да провери номотехнички дали е окей за да може да се објави во службен весник. Добро. Ви Ние, благодарам господин тој Петричев. правилник сме го пратиле до енергетската заедница и сме добиле Да, позитивно јасно е веќе за мислење. правилникот го кажавте ова, ќе видиме нели дали е согласен, ако е добро, ако не ќе го менуваме како што рековте. Ви благодариме и ИРЛ, и МТВ и секако сите граѓани кои се ангажираа резултатите од нашето истражување да добијат видливост. Благодариме. Уште еднаш сакам да ви се благодарам за можноста да објасниме до граѓаните во делот на законодавството и би сакал да ги охрабрам, посебно младите, да бидат што поактивни и секако да пратят што повеќе пораки, не само до Министерството за економија, до сите институции, пошто секој дека институциите согласно тоа што го праќат граѓаните, Да ги мора да преземат соодветни мерки и да утврдат дали тие наоди се вистинити или пак не се вистинити. Ви благодарам. Фала.